Добар ден! Добре дојдовте на каналот Во Фокус со Силвана Павловска. Денес е 19 јануари 2026 година. Честит водици на сиот наш македонски народ. Како дел од нашето поетско катче, денеска одбравме две поеми од авторите Милевка Тодоровска и Стојан Стојановски. Ке почнеме првин со Милевка. Насловот е Огнот на таа прва средба се уште тлее. Огнот од таа прва средба се уште тлее, длабоко во срцето тивко гори. Искрата што блесна, жари, не мари и во темните ноќи светлина шири. Ме допре со твоите очи во преградка магична, тивко, без зборови, се беше кажано. Тој момент, како вечноста, се врежа во меморијата моја. Тлее и сега како пламен, што не изумира, туку се шири во секој блесок на сеќавањето мое. Огнот на љубовта се уште гори. Може би дуваше ветерот на времето, но пламенот не го изгуби својот сјај. Јас и ти во тој љубовен занес останавме во вечен бакнеж, во преградка без крај. Таа прва средба се уште ко оган жари во мене, се уште тлее и во секој чекор низ животот со таа светлина зрачи и ме грее. Вечна љубов ми се е. Милевка Тодоровска. Стојан Стојановски и поемата Во мене живее мирисот на твојата коса. Во мене се уште живее мирисот на твојата коса и се уште тече реката во твоите очи. Не замина ти за секогаш. Твојата љубов не е изгубена. Не, душо, љубовта не престана, ниту се потопи во водата, туку таа се препороди. Ке се вратиш еден ден со цвеќе во косата, со сјајно сонце во градите. Не замина ти за секогаш. Те запрев на средината од мостот, кај што е реката најдлабока и од кај што се гледа крстот на врвот од планината. Ке се вратиш по патот по кој замина, со цвеќе во косата, со сјајно сонце во градите. Во мојот дом се уште живее мирисот на твојата коса. Дојди и немој да се собуваш пред вратата на моето срце, оти и тоа не е така чисто. Голем неред е во него. Стојан Стојановски. На обата автори им благодарам. И ви благодарам и на вас за вашето внимание на ова специјално поетско катче, каде ваша Силвана одбира теми кои што не изе и одговараат. И со тоа на еден начин се промовира нашата поезија, нашата прекрасна поезија и нашиот македонски јазик. Ви благодарам уште еднаш за вниманието. Се слушаме подоцна. Се најубаво. Пријатно.